Надежта во животот на човекот представува согледување и идеја дека во животот се ќе биде добро. Луѓе кои имаат надеж се оние со живот на страст и исправен морал, кои имаат доверба во животот и оптимистички ги разбираат неговите појави. Германскиот поет и мислител Гете во однос на надежта вели: кој живее се надева. Низ надежта проговараат силите на создавањето, енергијата на творењето, моќта и посекувањето. Животот без надеж е празен, грд, бесмислен. За животот без надеж францускиот мислител Волтер вели: кога се пропаднало и е загубена секоја надеж, живењето станува срамота. Во безнадежноста, во нас се е заклучено, нашите сетила се затворени, нашиот ум не реагира, нашата душа се движи во својот тесен простор и нема разбирање за ништо друго. Оптимизмот представува мисла на надежта, песимизмот представува мисла на разочараноста, на тагата. Оптимистите тврдат дека во животот секогаш се е добро. Песимистите тврдат дека во животот се е лошо. Методот за избирање и вежбање на оптимизмот се нарекува позитивно мислење. Позитивно мислење значи во сите ситуации да ги откриваме позитивните елементи, а во нас да развиваме сила за животна радост и за борба. Символ на среќата е насмевката. Основна култура на далечниот исток е човекот секогаш да се насмевнува. Четирите најважни елементи на среќата според философот Бертранд Расел се следните: здравје, имање доволно средства за живот, среќни лични односи и успешна работа. Среќниот човек се чувствува како граѓанин на светот. Среќниот човек се чувствува како граѓанин на светот. Според француската писателка Габриела Колет, живееме за да ја бараме среќата, а не за да ја најдеме.